Вработување на повеќе начини, асфалт на повеќе улици каде живеат роми и изградба на социјална зграда. Ветија денес штипскиот градоначалник Илчо Захариев, министерот Неждет Мустафа и директорот на Агенцијата за вработување Лазо Димчов. Ќе асфалтираме улицата Радански пат, дел од Радански пат од Коцката па се до новиот трговски центар. Елкос, асфалтирањето на оваа улица, дел од Радански пат и поврзувањето со Косовска ќе биде наш приоритет. Ова инвестиција некаде 1,7 милиони денари. Милион денари со одбавата на Република Македонија преку декадата на ромите. Да истакнам дека ќе асфалтираме улицата од Леваците до Света Недела и практично тој дел ќе биде среден. Но 30 на ромски семејства во Штип веќе извесен период живеат во Пекол, во поранешното нервно оделение. Единствен лек специјалист за да се излечат ромите од тие неудобни услови за опстанок, не за живење, за опстанок, е изградба на социјална зграда. Со градоначалникот, со владата на Република Македонија, со донаторски средства, ќе направиме се за да кратко време, барем во текот на оваа година, да изградиме една социјална стана. Сепак, клучен проблем за ромите во Штип е невработеноста. Бројот на невработени се движи помеѓу 300 и 500 и добар дел од нив може да се најдат во државната програма за вработување. Ние сме овде да ги промовираме нашите мерки, да ги објасниме на невработените лица како да дојдат до овие активни мерки, како да се вработат, како самите работодавачи да искористат од субвенциите што ги нуди државата. Иако програмата нуди повеќе можности, таа од страна на ромите се прифаќа со голема доза на резерва. Да видим условите што ќе донесу условите. Ја мисля по моје нешто, ако слушам условите, на мене ако би се неугодни условите, ја не ми се нафаќам на таа работа. Ќе прецизираме нормално, јас не сум вработен, мојата сопруга исто не е вработена, 4 деца ми одат на школа, значи не примам никаква екзистенција од државата. Иако проблемите на ромската заедница постојано се анализираат, досега од нив редовно изостануваше соодветна реакција за нивно решавање. Како ќе биде овој пат, повторно е неизвестно.